Тука живееме моментално во една соба. Сите тројца стварили се све во една соба, ние во една соба. Заедно спиеме. Најтешко за децата. Убавите вести се дека ќе добиете скроз реновиран нов дом, дека проект куќа ќе даде све од себе да ги исполни сите ваши потреби и желби. Ме радува тоа што се сменети прозорците, веќе се нови, меѓутоа приметив дека има влага на повеќе места. Затвораме 2 врати, отвараме 2 нови. После врата. Да најдеме ташко пакети, шо? Значи dimenzija širine i dolžina se meri. Да. Hoće poživjeti? Знам, да ми кажа. Има место ќе го направиме. Има, значи. Ќе имаме место направиме да го собере. Добра е, фити. Не, ќе го направиме да го собере. Тука не ставите очарените плочки. Не. Тука ти е за окујата. За окујата. Чекай, сега мога да покажа за потреби за циците. Добро. Подо е тие са, подо. Подо има, тие са, да. Супер. На цито да го направиме така, а то маленкото доде до вие. Супер. Да ги искористиме сите плочки. Искористиме сите плочки, супер. Добре, Боже, добре. Добре, па супер е, убаво е. Много ми се свиѓа мене. Одлично. На оваа кажав црна или бела кујна да прават, затоа што кујна убоја на оваа. Нема да отговаря, ќе дојде многу шарено, така да... Белко. Тај може ти, полесно тоа се чита 5 да на кој дече? На кујната? Кујната може да направи од оние новите тапети што се самолепи, као циклички да направи, нели? Да, за да не се пава во тоа да се прави. Точно, тоа е добро решение. Чекай да земам едно метро да земам. Имаш? Може да ми помогнеш на мене? Ајде. Тука е вратата, тука може да почне кревет. Колко има до таму? Тука е 2,37. Eurofarm, пошто се грижи за нас и за нашите мајстори, да не ги боли ништо. Овие мајстори вика дека нив ништо не ги боли, ама јас инсистирам. Инсистирам да земат боли мајсторе. Ice Power за сите мајстори. Тука има еден кревет. Тука има уште еден кревет. Тука има едно биро, тука има уште едно биро. Во средината е ваќето последно поделено. Едно малко. Јас да мисля дека тука е... Колко е тоа? Ла, тука има проблем. Не. До 5 мм. Ла. Тука е едниот кревет, тука другиот кревет, таму е едното биро. И тука е другото биро. Или таму, да. Може. Ја мислам да ги поделам. Во станот на Евица и нејзините деца Патриција и Клаудио и нејзините мајка и татко се трудиме навистина да работиме брзо, ама ако сум искрена ќе ви кажам дека тоа баш и не ни успева. Реалност е дека многу тешко наоѓаме мајстори, дека темпото на работа го диктираме според нив, кога се тие слободни. Плочкарите веќе се горе-доле готови, денеска го привршуваат тоалетот. Молерајот до сега требаше да биде завршен и наводно е завршен, но имаме многу голем проблем. Не само што не можеме да најдеме мајстори, туку и оние кои што ги наоѓаме не ја завршуваат работата добро. И сега мораме да најдеме мајстор кој што ќе ја поправи работата на претходниот мајстор и кој што од почеток цел стан ќе го среди. Ако сте дале рок од 2 недели, рачунете дека тоа со мајстори сигурно е минимум 5. Значи сега сме на 4-та недела. Секогаш сум оптимист, ама сега морам да сум реална и да кажам дека тука има работа па минимум ще 10 дена. Што ќе правиме со овој стан, знаеш? Ова е хорор филм, бе. Ја ти кажам хорор, може да снимаш некој хорор. Не молим те кажи нешто добро, пошто од преска и мајстори се плочкарите ми рекоа дека е хорор филм и више не. Што ги правиш со овие зидови? Што имаш ли некоја со некој со? Што им фали на себе? Што им фали? Фали и крила да полетаат. Тоа само едно кречење им фали. Како не, како не. Ова за да го попреш, ова е хобал. За да го попреш треба цяло да го гледаш. Гледаш во зид цел, треба цяла соба да гледаш. Да, треба цел стан. Цел стан треба да се изгледа соба.
Ми се плачеше прескапа. Не ни требаше тука некој душче да прави. Ова иначе, ова не личи на ништо, ова е Не лечи на ништо. Не може овака бе. Не може, да, мора и тоа да се направи. Мора, види ги врати на ова. Само да е вака да го стави, види. Ма не можем ја да го стругам бе. Ма треба да се изготвя да се струга. Па да ги викнеме бракето од Велес. Они рекоа можат среда четврток. Мајстор Баже од Велес и неговиот помошник почнаа со стружење на паркетот. Паркетот е стар и дотраен, па на него ќе треба навистина многу работа за да се врати во живот. Кога сме во Штип, не мора да одиме далеку за да ги добиеме најдобрите и најквалитетните производи, бидејќи ДМ маркети имаат маркет токму овде во Штип. И затоа овде ќе пазаруваме за домот на Евица, незините деца и незините мајка и татко, да имаат апсолутно се што им е потребно од хигиена и козметика. Кога и да пазаруваме во ДМ маркети, никош не се обира во една корпа. Тоа е правило. Затоа што изборот е неверојатен. А производите кои што ги имаат, и заедно не. Имавме се што треба од ДМ и дека сме овде готови, ви благодариме ДМ маркети што сте секојаш со нас и што ги радувате нашите семејства. Додека во Штип се работи, се трудиме сите работи да ги завршиме на време, за да ги отргнам малку од мислата кога ќе биде нивниот дом готов, решив да направам еден извореден, интересен ден за Патриција и за Клаудио. Ги донесовме денес во Скопје, се наоѓаме пред Сити Мол и денес имаме неколку изненадувања за нив. Тие не знаат ништо за тоа што ќе се случува денес. И јас се надевав дека навистина ќе биде ден за паметење за нив, бидејќи ќе има неверојатни изненадувања. Треба секој момент да стигнат овде од тој правец. Хело! Здраво, дечки, како сте? Добри? Среќни сте дека денес имаме различен ден од другите, дека дојдовте од Штип и дека денес имаме изненадувања? Значи, јас не ви кажав ништо што ќе правиме денес и уште не ви кажувам. Нестрпливи сте да видите како ќе изгледа домот? Да. Кој е по-нестрплив, вие или мама, дедо и баба? Сите. Добро, денес значи ве земав, ве украдов од дома и почуваме со Сити Мол. Овде има многу интересни продавници, но една мислам дека ќе биде поинтересна за вас. Затоа што вие сте спортисти, така? Што тренирате? Кошарка. И карате. Кошарка и карате, да. Вие сте сестрани спортисти. Што повеќе сакате, кошарка или карате? И тоа и тоа. И тоа и тоа. Значи денес одиме во една продавница за спорт, која што е една од моите омилени продавници и се вика Полео Спорт. И таму ќе правиме шопинг. Расположени сте за тоа? Да.
за нова опрема од Полео Спорт? Ајде, дечки, одиме. Дечки, се наоѓаме пред Полео Спорт, сега влегуваме внатре, тие се наши пријатели за оваа емисија и се надевам дека ќе се изберете нешто многу убаво, бидејќи внатре има стварно многу убави работи. Влегуваме? Ајде. Што гледате, тука има многу интересен и голем избор. Слободно, разгледајте си. Да ти откријам една таја, тука има најдобрите хеланки на свет. Јас ги носам и не ќе да знаат за смрт. Како се делиме? Ти одиш на машки дел, ние одиме на женски или како сакаш? Ајде. Ние во Полео Спорт завршивме и одбравме неверојатно добра и убава спортска опрема, а сега огладневме. Сега одиме да каснеме нешто бидејќи сме гладни. Па дечки, стигнавме до третата дестинација за денес, која што е всушност изненадување за вас. Кажете ми, сте биле некогаш во Ајден арената, односно како спортски центар Борис Трајковски? Не. Не? Значи, ова позади нас е спортскиот центар Борис Трајковски, каде што се одржуваат најголемите надпреварувања во сите спортови во Македонија. Овде се одржуваат и најголемите кошаркарски надпреварувања, овде игра репрезентација, играат најголемите клубови. Сакате да бидете денес на голем терен? Да. И тој терен денес ќе биде само за вас. Дали некој сте сакале да бидете капитен во репрезентација, дали сте замислувале дека во иднина може да бидете капитени на репрезентација, да водите една репрезентација во кошарка? Гласно да слушнам колкава е желбата. Има таква желба? Да. Да? Да. Знаете кој да чека внатре? Денес имате ден, односно јас го крстив тоа мастер клас со капитенот на нашата кошаркарска репрезентација, Војдан Стојановски. Тој ве чека вас. Денес заедно, вие тројцата, ќе имате не само запознавање, разговор, туку и тренинг. И се што сакате да знаете за професионалната кошарка, може да го прашате него. Возбудени сте? Да. Ајде! Како да изгледа? Ето, дечки, еве ја големата сала. Еве го големиот терен во спортскиот центар Борис Трајковски. Кажете ми први реакции, како ви е? Ви се свиѓа? Да. Сте биле некојаш во волку голема сала? Не. Ја мислам дека сон на секој спортист е да игра на ваков терен и во ваква сала. И денес сме тука за да почувствувате и уште повеќе посакате да се бавите со тоа како изгледа да се биде на еден голем терен. А таму не чека Војдан. Одиме? Да. Ајде. Вашето изненадување за денес
Значи не е само овој терен, туку е капитенот на македонската кошаркарска репрезентација Војдан Стојановски. Здраво, Војдан. Како си кажеш? Војдан. Здраво, Војдан. О, здраво, извини. Фала ти многу најпрво што си тука, што си дел од ова големо изненадување кое што сакавме да го направиме за Клаудио и за Патриција. Тие се брат и сестра од Штип кои што се кошаркари. Сакав да им го приуштам ова денес бидејќи се многу страствени во врска со спортот и да осетат како е да си на голем терен и еден час мастер клас од некој кој што е толку искусен како тебе во кошарката. Фала ти многу. Јас сега вака се. Што ме викнавте? Ќе го оставам вас тројца. Ќе седнам на страна и ќе гледам, може? Може. Океј, повелете дечки. Колку пати тренирате неделно? Па по 3 пати. 3 пати? Да. Ја тогаш почнав. Исто на 10 години почнав, исто 3 пати. Понеделник, среда и петок тренирам. Викенд. Саус. Да? Па ние сабота, мислам добро, после таму 2 години ни праве утакмици, играхме ама супер. Значи вие кошарката ја сакате најмногу од сите спорти, така? Да. А утакмици си играте, така имате првенство? Да, и лига играме ние женски. И лига? Да. О, браво. А за репрезентација игра некој од вас? Не. Не? Ама ќе стигне, така? Да. Мора да стигнете за година-две да бидете у репрезентацијата, ама ќе ве гледаме ние од трибина, ќе ве бодриме. Ја почнав да играм у Вардар тука, па отидов у Охрид играв 2 години, и после бев у Србија, после у Украина 2 години, у Германија 3 години, у Шпанија 3 години и задни 2 бев у Франција. Иначе супер е искуството да играш надвор, така продолжите да тренирате напорно и вие ќе играте на страна и ќе ви биде многу добро. Друго за репрезентација играм од 2008 година до оваа година. Оваа ги пропуштив квалификациите сега што беа против Словачка и Швајцарија, зашто сум повреден, ама се надевам дека дали сега ноември или па февруар сигурно ќе се вратам. Пак со моите соиграчи. Идол ми беше Бодирога, ако се сеќавате на него беше постар играч, и Шарнуа Сескевичу сега што е тренер на Барселона. Тебе кој ти е најомилен играч? Кеви Дурант. Кеви Дурант, значи ти го сакаш Кеви Дурант, значи многу. А тебе? Па немам нешто омилени, ама не знам. Не се определувам така за еден, сите ги следам. Да? Да. А ова Дончич го сакате? Лука Дончич? Ви се свиѓа како игра? Да. Много е добро. Значи ти си за Бруклин Нетс од НБА, а ти си за? За Лейкерс, спорно, да, ама сега направија тим, направија добар тим сега. Да. Може, ќе видиме дали ќе освои. Како беше Војдан? Супер, поминавме, си направивме како убав момент. Супер се. И талентирани се, и за бекови имаат многу добар шут и двајцата. Одлично. Вас ли се допадна ова изненадување, ова средба, ова се што се случи денес? Да. Да? Да. Значи сите сме среќни и задоволни и можеме да кажеме дека овој ден беше успешно изненадување. Долго време мислев како да ви изненадам, се надевам дека ме погодим. Фала ти многу Војдан што одвои време и што имавме таа среќа да си овде со нас во Македонија, бидејќи не играш во Франција, така? Фала ви на вас што ме поканивте, си поминав прекрасно денес, стварно ми беше многу убаво и имам еден поклон за нив двајца од репрезентација од 2011 што се загревавме дресовите. Одлично. Вау! Ова се значи дресови со кои што се загревавте? Овие се шутинзи, малце може ќе ви бидат големи, ова е за тебе. Фала. Од Европско првенство. Да, од 2011 што го направивме најголемиот успех. Вау, завршивте пети и сите навивавме за вас. Да, ова ви се исто шорцеви за од утакмица ми со овие од 2011 за да тренирате со нив, да имате мотивација, за да тренирате напорно и да играте у странство. Ја мислам дека поубав подарок од ова не можеа да посакаат, не можеа да имаат. Уште еднаш многу благодарам и се гледаме во некоја наредна прилика. Фала и нас. Фала ви многу. Чао. Чао.
така, некако стигнавме до последните фази на работа кај Евица и кај незиното семејство. Денес што правиме? Денес лепиме тапети, гледаме што се треба да се доправи, значи треба да се наместат врати, треба уште една рака, паркето да се помине со лак, и следно е монтирање на мебел и морам да ви признам дека веќе едва и чекам, а можам да замислам само колку се тие нестрпливи да си влезат во нивниот дом. Мислев дека поедноставно е лепење тапети, денес во оваа емисија го учам тоа, значи лепам тапети. Но не било какви тапети, туку само лепливи, морам да признам дека и не е толку комплицирано и дека ќе го научам тоа. Значи се гледаме во следната фаза, јас одам да работам. Хуманите плочкари од Штип перфектно си ја завршија својата работа. Завршија со монтажа на плочки во кујна и во тоалет. Па така сега кујната е спремна за монтажа на кујна, а тоалетот е спремен за монтажа на санитарии. Тука некаде може веќе да кажеме дека сме при крај. Паркетот е лакиран и перфектен. Монтирани се и расветните тела, електричарот си ја заврши својата работа, така што сега веќе може да почнеме и со монтажа на мебел. Пристигна и кујната благодарение на нашите стари пријатели Мебел Ацевски. Малку по малку почнува да заличува. Ова е мојот омилен дел од реконструкцијата на домовите. Кога сите наеднаш доаѓаат, се носи мебел, се носи бела техника, се спремаме за последната фаза, а тоа е предавање на домот. Денес доаѓа плочестиот мебел, кој што е донација од нашите нови пријатели од Штип, Мебел Златев. А мекиот мебел пак е донација од анонимни донатори со големи срца. Ви благодарам од срце на сите. Многу раце дојдоа на помош за да го припремиме домот за финалното вселување на семејството во нивниот нов дом. Ова е тој момент кој што сите го чекавме. Иако за овој дом во Штип подолго време баравме волонтери кои што ќе ни помогнат со носењето на тешките работи до 5 спрат, за жал никој не се пријави. Па така скоро сите работи ги носевме јас и мајстор Баже. Морам да признам најтешкиот дел од работата. Стигнаа и нашите пријатели Чавле мебел од Прилеп, кои што произведуваат најдобри и најквалитетни трапезариски маси и столици со најдобра цена на пазарот. Тие не се само експерти за мебел, туку се експерти и за хумани дела. Ви благодариме што сте наши пријатели со големи срца. Нашите нови пријатели Мебел Златев од Штип се тука и почнуваат со монтажа на плочестиот мебел. А тоа значи само едно, дека сме тука некаде при крај на работата. Во последен момент се работи монтажа на цевки и санитарии во тоалетот. А тоа е така бидејќи, верувале или не, претходниот водоводчија ни откажа во последен миг.
Во станот на Евица, еден од најголемите проблеми беше тоа што, бидејќи е на последен спрат, навистина е жешко, а во зима е многу ладно, па затоа се потрудивме да набавиме и клима уреди. Едниот клима уред е донација од Coffee Lab, компанија од Штип со големо срце. А другиот клима уред кој што е инвертер и кој што ќе ги топли и ќе им заштеди многу струја е донација од Клими МК. Им благодариме од срце, затоа што оваа зима нивното семејство ќе биде згреано. Кујната е скоро готова, а наскоро ќе биде сосема спремна да мириса на свежо сготвена домашна храна. Стигна и нашите пријатели Riversoft, точно на време како јаготка на шлагот. Благодарение на нивниот бренд Vox, секој дом кој што ние го работиме е опремен со врвна бела техника. Стигнавме до последниот ден, денот кога треба да го предадеме домот на Евица, Клаудио и Патриција. Уште не сме сигурни дали ќе завршиме, скоро како и секогаш. Тоа зависи од моментално дали тоалетот, дали мајсторот во тоалет во водоџијата ќе заврши, бидејќи се уште работи. И реално во овој момент личи дека нема да заврши. Јас сум ентузијаст, се друго е спремно и се молам да заврши. Како се јави? Евице! Кажи? Ам ти сакаш да си дојдеш дома или не кеш? Не сте чула. Евице, за пола сат те чекаме. Ајде, ваči. Ајде, те чекаме сите. Чао! Немојте да се чудите што правам, сега земам витамините, пошто без нив не можам вакви дедови да издржам. Реално. Овде во Штип сме на последниот ден и верували или не, успеавме. Тоа што го направивме е неверојатно, можете да го видите и самите. Навистина сме среќни, како и секогаш, но овој пат навистина многу, бидејќи Ивица и незините деца
Клаудио и Патриција мислам дека ќе бидат стварно многу изненадени, дека ќе бидат стварно многу среќни од она што ќе го најдат горе. Направивме многу. Но без сите вас, донатори, сите спонзори, сите оние кои што се вклучија, ова немаше да биде возможно како и во секој проект куќа. Овде во Штип не идовме на добар прием. Овде во Штип побаравме помош од компаниите и од дел од нив ја добивме. Поздрав до Мебел Златев, поздрав до Панче и Интроинвест, поздрав до Coffee Lab, нормално нашите пријатели, Аджихо Home Center, Осигурување Македонија, Eurofarm, DM Маркети и Мебел Ацевски, Lotus Дизајн и Звезда Комерц, Шате Керамика, сите задолжени за најубав можен дом на светот. И нашите пријатели Хромак, Бои и Лакови, кои што се секогаш во секоја епизода задолжени да имаме најквалитетни лакови за паркет, најквалитетни бои за ѕидови и фасади. И секогаш да купувате во компаниите кои што се грижат за луѓето и компаниите со големи срца, бидејќи ако тие се грижат за луѓето, тогаш треба и ние да се грижиме за нив. Ајде сега да видиме дали и до каде е стигната Евица, бидејќи тука ја чекаме со нејзините пријатели, со некои нејзини комшии, но и со дел од луѓето кои што работеа на овој стан. Едва и чекаме да дојде. За прв пат во емисија облегов штикли, за прв пат после многу време облегов штикли и пошто е свечен ден, морав да се дотерам после многу време со облегов работничко одело. Евица доаѓа сега, во секој момент ги очекуваме да дојдат. И секоја сум повеќе возбудена отколку веројатно што се и тие. Ева, доаѓа. Ева ги сите. Па кај сте вие? Чао. Се немаме видено одамна. Да. Дечки, како сте ви? Опа! Кажете ми, ја прв пат денес облегов штикли, Да, после многу време. Како си мал? Фала ти, фала за промена. Дојде денот, а? Спремни сте? Да. Возбудени сте? Најжиме. Ај! И јас сум многу возбудена секогаш кога го правам ова. Секогаш кога влегуваме у стан, затоа што едноставно среќата што ја делиме во овој момент е нешто неописливо. Затоа едва ја чекаме да влеземе, да не правиме многу муабет. Ајде. Ајде. Знаеш што ни беше најтешко од се? Качувањето до 5 страни. Јас знам и ја ги кои качувај си нова. Знаеш што? Чекай се. Пред да се качиме догоре. Куќа? Повели? Тоа е клучот од твојот старо-нов. Фала. Старо-нов стан. Ајде, повели. Прво. Ајде, Нова врата. А ја баш викаш да си купам бројка за вратата. Ете, имаш и бројка да бра. Потребила си. Само ще си го отклучиш твојот дом, повели? Да, кесто. Ма се диги изгледа нагоре, да. Со десна нога, да се прекрстам во новиот стан. Повелете, дечки! Миришеш на ново. Повелете! Како е? Супер! Што сакате прво да видите? Што било? Што ти најмногу сакаш? Се! Ајде повели у твојата соба. Вау! Убавата слика имаш ја на интернет си ја ставаше на мојот профил. Јас се видов се знам и точно мислам дека го наместивме многу мало. оваа соба како што ти би сакала. Да. Дали сум право? Да. Значи многу пазев и гледав на твојот профил и детали гледав како ти би си ја наместила твојата соба. Супер, погодила си. Погодила сум, Да. значи. Одлично. Значи ова е една скроз нова прича тука. Да, разлика огромна. Битно е дека е широка, дека може да диши тука, онака баш е као за уживање направено. Дечки, јас знам што чекате едвај. Да си влезете у ваша соба. Ајде. Дечки, кажете нешто. Супер. Ви се свиѓа ли? Разлика огромна, они нема ни на соба. Сега имат ни на соба. Ова е креветот Нови на... кревети. Овој кој е? Чиј кревет? Мој. На Клаудио. Да. Тоа е на Патриција, ова е на Клаудио, тоа е на Патриција. И медалите ви ги ставиле? Медалите, да, за да се знае за какви деца се работи, тој седнете се тука, сега малку да седнеме. Дури ни нашите слики. Најдовме се. Дали ве погоди вас? Знаеш што ми кажавте? Ми кажавте дека не сакате многу бои. Да.
И многу пазев на тоа да нема многу бои, да ги има само во детали. Да, не во детали. А најбитно ми беше да биде функционално. Значи да има секој простор, секој да си има ормар, секој да си има биро и секој да си има свој кревет. Има ти столови. Да, и тоа, секој во своја боја си има стол. Црвен и зелен. До тука е све добро, така? Супер. Одлично. Ова пети кат ме направи жива вода. Изплати се, гледаш. Изплати се. Да продолжиме понатаму. Може. Како ви се свига оваа? Супер! Многу вау! Вау! Но сите соби убави слики. Многу пазам на деталите. Да, столовите се грнати. Не само да направиме да биде за користење, туку да направиме да биде со љубов и со душа. Да. И мислам дека тоа се гледа дека е така направено. Значи ова е соба каде што може да поминувате време за ручек, каде што може да поминувате време со цела фамилија, ете така. Значи не кажавме дека тука живеат и твоите мајка и тато. Да. Значи оваа соба ви е супер, така? Сите се супер за сега. Одлично. Следно што е? Тоалет или кујна? Ајде кујна. Ајде. Тоа го ставив како порека за тебе од твоите деца, затоа што знам дека знам колкава жртва си и знам колку сакаш да им биде на нив добро и дека си прекрасна мајка. И тоа го ставив специјално таму за ежеме. Бидејќи ти си драгата мајка овде. Фала. Сега може да ја видиме кујната. Има машина за салови? Тоа, чекај сега. Тоа беше изненадувањето за тебе. Затоа што знам дека многу сакаш да биде чисто, многу пазиш на чистота, а исто така знам дека работиш по цел ден. И дека немаш многу време. Тоа беше изненадувањето и ви инсистирав да имаш машина за салови. Мислам дека е тоа добро. Имам голема шпора, пошто имаше маленко шпора, сега голема шпора. И вие ми се свигаат тегличките и беше ги гледал. Као да сум ти читала мисли. Не, сварам и баба кујната и свигат ми се и бојата на вратички све. Како што кажа, не сакаш многу бои. Да. И гледавме да е у детали. Се надевам дека лилјаковата не ти смета многу, дека се убави плочките. Убави се, да. Мислам одговарат со бојчките на кујната. Супер, значи што не остана? Тоалетот. Може. Ајде. Тадам! Дечки, како ви се свиѓа? Има ли разлика успоредно со претходното? Огромна. Значи тоалетот е мал, но го направивме да биде максимално функционален. И да има се што треба. Не, освен што е наместен, како што е наместен, имате и се од козметика и хигиена од DM Маркети, како поздрав од нив. Фала и на DM Маркети. Значи во новата дневна, во вашиот нов стан си седнавме и да си направиме еден краток муавет. Кога слушнав за тебе и за твоето семејство, многу убави зборови слушнав и решив во тој момент дека сакам на некаков начин еден ден кога ќе можам да дојдам и да направам нешто убаво за вас. Благица која што работи во проект Сергеј, која што е моја десна рака, ми кажа ти убави зборови, а јас секогаш на неа многу ми верувам. И во прв момент кога рековме дека ќе правиме проект Куќа, реков јас одам кај таа жена, дури ни името не ти го знае, одам кај таа жена уштип. Кажи ми сега, после се тука што е направено, после се што направивме, како мислиш дека животот ќе ви се движи, ќе ви се подобри, на кој начин? Животот ќе не биде многу побава. Додека не беше стално никој не доаѓаше, не викаме никој на гости, децата не доаѓаат другарчиња, пошто немаше ни место и беше многу збутано. Да. И беше за никаде, наши деца како деца и просто се нормаш. Да. Сега е много. Дечки, сега викате другари на гости? Ја мислам дека уште утре може журка да направите тоа. Секоја ќе среќа да се биде во семејство како вашето, но ние така исто така имаме и спонзори кои што се грижат за семејства како вас, за добри семејства, за да заедно создадеме подобро општество, подобар свет, повеќе среќа за децата. Имам уште едно изненадување за вас, а тоа е Македонија осигурување, вашиот стан го осигурува од апсолутно селците штети, непогоди, кражби и така натаму на една година. Попелете, ова е за вас. Тоа е тој чек од нашите пријатели Македонија осигурување. Нашите пријатели Еврофарм, кои што во секоја емисија доделуваат подароци за целото семејство. Ова е исто така за вас. Да си го отворите после и видите што све од витамини и разни работи има внатре. Фала. Сега јас имам уште едно изненадување за тебе. Што ти беше голем проблем тука во станот, во собава која седеше? Што ми рече? Памтиш?
дека е многу жешко. Да. Дека е многу жешко и дека надвор Надвор пече сонце на терасата, да имаш шанси да излезеш цел ден. така. Значи имаме сега изненадување од двата аспекти. Дека е многу жешко имаме клима. Тоа е едното изненадување, а дека пече сонце на терасата, дојде да видиш сега со мене. Поштипски пече сонце. Поштипски, да. Ова е твоето катче тука на терасата, сега више нема да те пече така сонце. Имаме масичка, имаме и тенда. Гледам дека сакаш цвеќиња, овие сите се твоите цвеќиња. Додека работиме малку ги запоставивме, ама ти пак ќе си ги живнеш. Ајде да натаму. Чекајте, има подарок за мене. Вау! Многу сакам изненадување, ама секогаш ме начекуваат неспремно. Вау, бовесте! Фала ти многу! Много е Свига ти се? Много! Јас си мисли. Фала ви! Истина, тебе ти многу фала. Видете? Тој е Петрицата гушта. Фала ви многу. Ова ќе ми биде вечен спомен од вашето семејство од Штип, што сме направиле заеднички. Да, ја викам што ви дам нешто од срце така, за срце. Колку е убаво. Ви остане во спомен. Ова ќе си стои, ќе си има почесно место во мојот дом. Сега, може да ги викнеме сите да се качат горе? Може да викнеме гости. Спремен е домот за гости, ајде! Завршивме уште еден дом и ставивме среќен крај на една приказна, односно за нив среќен почеток. Многу им беше драго што бев дел од овој убаво семејство во Штип и што навистина им донесовме многу среќа. Благодарност до сите кои што се приклучуваат на проект Куќа и сите донатори со големи срца, бидејќи без вас ние нема да постоиме. Затоа, секогаш отворете ги вашите срца. Бидете добри, донирајте за заедно да изградиме подобар свет за многу семејства, подобар свет за многу деца. Дали знаете колку деца спијат без основни услови, без кревет и санитарни простори? Затоа, ајде заедно да изградиме многу среќни дома. Последната епизода на проект Куќа.